Прилеп. Град под марковите кули. Град со богата историја и богато културно наследство, собирано и зачувано од напатениот македонски народ низ вековите. Град кој во моменти кога македонецот ги живеел најтешките моменти од своето постоење, знаел како феникс да се издигне од пепелта и да ги даде најхрабрите човечки херои, кои давајќи го својот живот, дадоа значаен придонес во основите на современата македонска државност, а воедно оставија и аманет на генерациите по нив за зачувување на вредностите на македонската културна традиција, како идентитет на македонската народност и нација, како единствен можен начин за обстој и развој на нацијата, со што сме задолжени сите ние, македонците, не само да ја одржиме и унапредуваме, но и да им дадеме можност на сите со слично потекло, па и целиот свет, да се развива на единствениот правилен начин, во духот на најпознатиот македонец во светот, Александар Македонски, кој дотогаш познатиот свет го освојуваше единствено за да го обедини и да го направи една единствена цивилизација. Прилеп како историски град, град херој, оваа година ја продолжи традицијата на собирање на младите поколенија на македонскиот народ на едно место и им ги пренесе вредностите на македонската културна традиција. За да се успее во тоа, потребно е македонскиот народ и неговите поколенија, каде и да се завртат кон своите корени. Оваа година, граѓанската иницијатива за национално-културна и европска интеграција на македонскиот народ не има од Прилеп, а со поддршка на Координативното тело за исселеништво и Агенцијата за спорт и млади на Република Македонија, успеа преку спортот во Прилеп да ги собере младите македонци од 5 држави кои во духот на македонското единство и меѓусебно почитување да се надпреваруваат на традиционалниот турнир во мал фудбал Корени јуниори 2008, кој се одржа од 20 до 26 август под мотото Обединети во спортот, а во спортскиот комплекс Маркови кули во Прилеп. На 20 август 2008 година на плоштадот Александрија во Прилеп се одржа свеченото отворање на турнирот, на кој отворање присуствуваа сите ученици, гости и јавни личности. Програмата ја збогатија 3 фолклорни друштва и тоа од Сандански Бугарија, Пустец Албанија и Мирче Ацев од селото Полчани, општина Прилеп, кои се представија со македонски фолклорни мотиви, представувајќи го поднебието од кое доаѓаат. Секој да го разбира, не само по сила и оружје, туку и по култура, наука и по дух. Јас победував со духот, не со физичката сила, на која човек станува највелик степен иницијатива. Такви сме ние македонци, трпеливи, упорни, слободни. На отворањето пригоден говор одржаа представници на македонските заедници од Албанија и Гора Косово, како и председателот на организациониот одбор граѓанската иницијатива Не има од Прилеп, господинот Борис Темовски. Игрите ги отвори заменик министерот за надворешни работи, господинот Зоран Петров. Нема што многу да се каже на еден пригоден поздрав, кога треба официјално да се означи почетокот на едно дружење на македонците. Освен што би сакал да потенцирам неколку работи што се исклучително важни, а тоа е дека владата на Република Македонија од 2006 година во својата програма зацрта, 2008 го потврди, дека ќе отвори една нова страница кон односот кон нашата диаспора. Зошто? Многу едноставно, затоа што нема повеќе надвор од Македонија отколку Македонија. Владата има намера да ја приближи Македонија кон македонците што живеат надвор од Македонија, било да се малцинство во соседните држави или да се селеници, и
да ги приближи нив кон Македонија. Сакаме македонците, иселеници. Сакаме македонците од диаспората да бидат дел од македонскиот електорат, што ќе одлучуваат за македонскиот парламент. Сакаме да бидат активно вклучени во политичкиот живот на Република Македонија. А тоа не можеме да го направиме ако не им ја подадеме раката, ако не си ги подадеме рацете, ако не бидеме едно. Дами и господа, браќи и сестри, водителот вечерва најави дека на фудбалскиот турнир на јуниори корени 2008 година кои учествуваат екипи од Хрватска, Србија, од Гора Косово, од Бугарија, од Албанија. Спомна и екипи од Грција и Турција. За жал, нашите браќи од Грција и Турција не може да дојдат. Имаат технички проблеми со пасошите, што е вообичаено. На некого му пречи што се македонци и некој мисли ако не им дозволи да дојдат, дека тие ќе заборават на својата татковина. Тоа нема да се случи. Ве молам еден голем аплауз за нив. Тие ќе дојдат идната година, се разбира. На крајот, ве поздравувам сите. Сакам овој турнир да биде традиционален турнир. Сакам ова да биде само еден мал дел во големото обединување на македонците од целиот свет. И со ова го прогласувам отворен. Турнирот по мал фудбал јуниори 2008 година за македонците од светот. Амин. На крајот на отворањето на турнирот во мал фудбал беа извлечени двете групи во кои се надпреваруваат 10 екипи по 5 во секоја група. Во малиот Б. Виселина од село Јабука, Република Србија. Еден аплауз се за нив. На вистина македонци има на секаде. Речиме трети Република Албанија. Аплауз се за нив. Клуб Илинден 1903 Република Хрватска. Илинден од Република Хрватска. Ете, ние имаме и во Тирана, Република Албанија. Еден аплауз и за македонците од Албанија. Четврти аплауз и за нив. Благодариме. И последниот представник за оваа вечер, Пустет, Република Албанија. Тоа е петтиот представник на групата А. Еден голем аплауз за сите.